На Светскиот ден на млекото 1 јуни во Македонија се отвори прашањето какви млечни производи се нудат на пазарот. Според анализите на Агенцијата за храна и ветеринарство, кај 10 домашни производители е откриено дека продаваат млеко и млечни производи со значително пониска масленост, а во нив била пронајдена и палмина маст. Од Организацијата на потрошувачи велат ова може да ја намали продажбата на производи од млеко, па штета ќе трпат и компании кои го почитувале правилникот за квалитет. Потрошувачите се доведуваат во заблуда. Не се кажува кои се фирмите кои што тоа го правеле и со самото тоа практично се ствара недоверба кај македонскиот потрошувач, бидејќи во иднина доколку не се знае кои се тие, секако потрошувачите ќе се ориентираат кон други производи кои што не се од Македонија, а се увезени во нашата земја млечни производи. Реагираат и млекопроизводителите. Велат не се изненадени што на пазарот биле пронајдени производи со лажирана масленост. Тврдат дека за производство се користело увозно вештачко млеко, па се почесто откупувачите одбивале да го земат домашното млеко. Очекуваат да бидат објавени имињата на компаниите кај кои се пронајдени пропустите. Ни вели млекарницата повеќе не иди во нашето село да го зема млекото, а до вчера се тепа да го зема млекото. Зошто не иди? Сум бил сам. Не сваќаш. Од друга страна ги исклучиле некој друга млекарница не иди таму да не помали се. Зошто не иди? Далеко му било. Зошто не ги кажи млекарниците? Ама немаше да кажи сите ви користат исто. Значи, уште јадиме ние и уште ќе продолжиме да јадиме такви производи. За жал. Неточните декларации на производите влијаат и врз здравјето на луѓето, сметаат нутриционистите. Велат важно е да се знае што точно содржи производот кој се конзумира. Појаснуваат дека палминото масло не е забрането за употреба во исхраната, но тоа треба да е истакнато на декларацијата. Потрошувачот има комплетно право, точно да знае што купува. Од здравствен аспект, ваквите производи може да имаат поинаков нутритивен профил и при честа конзумација да придонесат за повисок внес на заситени масти, што не е пожелно кај лицата со кардиоваскуларни ризици. Агенцијата за храна и ветеринарство анализирала 45 мостри од млеко и млечни производи, а кај 10 се утврдени недостатоци. Наместо 20% млечна маст, производите содржале само 1%, а дел содржале и палмини масти. За таквите неправилности производителите заработиле казни од 1000 до 3500 евра.